Почитувани гледачи, добар ден. 17:10, ново издание на емисијата Ваш термин. Со вас сум јас како домаќин Виолета Петровска Перич и се надевам дека и денес сите оние информации кои што ќе ви ги доставиме ќе бидат од ваша корист. Уште повеќе што веќе 4 месеци и една недела практично сме во пандемија, не само ние, туку и целиот свет. Некако се прогнозираше дека вирусот можеби ќе ослабе на лето, дека нема да го има, меѓутоа сите прогнози некако не се остварија и затоа одлучив денеска со мојот соговорник, кој што веќе го имам на видео линк, доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е специјалист по трудова медицина, да поразговараме за сите овие моменти, значи за моменталната состојба на коронавирусот, за тоа што и како предвидуваат или какви истражувања има од страна на светски епидемиолози, вирусолози, инфектолози и така натаму. Имавме, значи, можеби веќе го имавме пикот, бидејќи секогаш се говори за некој пик, ние еве во саботата го достигнавме најголемиот пик, така речено, или најголемата бројка на новозаразени, тоа беше 241 или околу 15%, секојдневно 5 до 8 починати. Па се надевам дека се тоа што ќе го говориме, барем малку ќе ја подигнеме свеста, некако ми се чини дека граѓаните не се доволно дисциплинирани и некако како да не веруваат дека вирусот навистина постои меѓу нас. Доктор Злата, ви благодарам што еве повторно сте гостин во Ваш термин преку видео линк, што одвоивте време. Некако првиот разговор ни беше, чинам негде април беше, кога бевме месец дена негде од почетокот на пандемијата со коронавирусот кај нас. Одлучив повторно со вас да поразговарам некако да видиме сега од оваа дистанца како стојат работите. Еве да почнеме со пикот кој што го имавме во саботата, 241 новозаразено лице или 15%. Добар ден, ви благодарам уште еднаш на поканата да гостувам во вашата емисија. Во однос на развојот на ситуацијата со коронавирусот, очигледно дека се случуваат некои поместувања во однос на тоа како се развиваат бројките на новозаболени, но и на смртните случаи, секојдневно не само во нашата земја, туку и на светско ниво. Една од позабележителните работи е дека имаме пораст на бројките на новозаболени, особено во последниот период, во земјите од регионот, меѓутоа и на светско ниво, и дека имаме намалување на бројот на смртните случаи кои што исто така се јавуваат во регионот и на светско ниво. Тоа укажува на едно сосема поинако однесување на вирусот од оно на кое што бевме навикнати во изминатиот период, посебно во периодот помеѓу март и април оваа година, кога имавме значителен пораст на процентот на смртни случаи на дневно ниво во однос на претходниот ден. И тие цифри, најчесто во проценти изразени, се движеа помеѓу 20, 30, некогаш и до 50%. Тоа значи дека во текот на денешниот ден имавте на светско ниво, сега апроксимативно да кажеме околу 1000 починати. Наредниот ден имавте 1200 и бројката ќе се зголемеше за 20%, или 1300 за 30%. И тоа беше навистина загрижувачко. Она што е забележително е дека во последните 20 дена процентот на тие нови смртни случаи од COVID-19 не надминува 1%. И тоа е навистина охрабрувачки во однос на тоа како е поместен балансот помеѓу инфективниот потенцијал на вирусот и неговиот потенцијал да предизвика сериозна болест или пак смрт кај одредени индивиди. Колку е тоа охрабрувачки, веројатно дека дава искрен надеж во оваа ситуација, дека ќе имаме барем уште малку време, кое што ќе можеме условно да кажем да го купиме во наредниот период, со кое што време ќе успееме барем малку поефикасно да посветено да работиме на развојот на оние вакцини кандидати од кои што еве сега пред да рече неколку минути, не полн час, излезе информација дека Оксфорд вакцината која што е во завршна фаза на последните тестирања дала одлични резултати и дека имуниот одговор е сосема солиден и дека најверојатно
како кандидат, следен кандидат за вакцина, третата фаза доколку успешно ја помине ќе биде навистина една од алатките која што ќе ни стои на располагање во борбата со овој коронавирус. Кога сме кај вакцината, само би сакала чисто ваше мислење, бидејќи претпоставувам дека многу луѓе нема да сакаат да се вакцинираат, нели оние кои што имаат отпор кон вакцината. Дали ако не се вакцинира целото население, ако повеќето од населението се вакцинира, дали може повторно вирусот некој проблем да направи меѓу оние кои што не се вакцинирани? Значи секогаш постои можноста, тоа е вратата на која што вирусот секогаш ќе може да слободно да влезе, без да најде заклучена врата, без да најде можност воопшто да биде вратен од организмот, да не може да се шири во него. И невакцинирањето, особено на оние вулнерабилни групи, како што се повозрастните граѓани, трудници, оние работници кои што се изложени на чести контакти на работа, секако дека ќе биде причина повеќе или можност повеќе овој вирус е полесно да се шири помеѓу населението, без разлика на тоа дали постои или не постои вакцина. Вакцината е направена за да можете да ја аплицирате и на тој начин да го спречите ширењето на вирусот, создавајќи имун одговор кој што ќе представува одбранбен механизам за ширење на вирусот. Сега кога сме кај вакцината, имам тука извадена една информација, вели вака познатиот германски вирусолог Хендрик Штрек е воздржан за прашањето за развивање на вакцина против коронавирусот и смета дека е неопходно да се подготви сценарио во случај да нема вакцина. Вели мојата претпоставка се темели на фактот дека досега не е пронајдена вакцина за различни коронавируси. Истото важи и за други инфективни убици како маларијата, туберкулозата и хивот. Вели тој. Што велите на ова? Дали сте ја прочитале воопшто, дали сте дошли до информацијата? Па конкретно за туберкулозата, ја колку што знам, постои. А што се однесува до маларијата, постои лек. Воедно во однос на тоа дека не постои вакцина која што е направена и е ефикасна против коронавирусите, апсолутно се согласувам, до ден денес светот не е успеал да продуцира вакцина против коронавирусите, меѓутоа има причина зашто тоа. Тој вели дека се менува вирусот, па ќе мора секоја година нова вакцина да се прави. Не. И малку ќе биде комплицирано. Да го земеме примерот на последните две епидемии од SARS и од MERS коронавирусот. Така. И двете епидемии траја релативно кратко. Беа локализирани на одредено подрачје и едната беше локализирана во Кина, а другата на Блискиот исток, дава сериозна клиничка слика. Меѓутоа воедно и не траја повеќе од 2 години. Тоа е факт. Не беше измислена вакцина, вакцината не го реши проблемот со губењето на овие два коронавируси. Така беше и со останатите коронавируси кои што се појавуваа во периодот од 1967 година до 2002 година, кои што немаа ни потенцијал да направат епидемија, камоли пандемија, кој што последниот коронавирус направи. Меѓутоа, повторно, со одредена воздржаност, ќе го коментирам овој денешен SARS коронавирус 2 во однос на SARS-от од 2002 година и MERS-от од 2012 година, затоа што искуството ми покажа дека не секогаш коронавирусите имаат исти карактеристики и во однос на тоа колку време трае имунитетот кој што ќе го стекнете по прележувањето на болеста, и во однос на тоа колкав е процентот на смртноста, и во однос на тоа колкав број на ново заболени ќе даде на колкава територија. Меѓутоа, она што со кој што го започнавме овој разговор, да се вратиме барем на кратко на тоа, има промени во карактеристиките на овој вирус, кои што укажуваат на поместување на балансот помеѓу инфективниот потенцијал и потенцијалот да предизвика сериозна болест и смрт. И тоа е нешто што не можеме да не го забележиме. Да се согласувам до негдека со заклучоците кои што се изнесени од страна на колегата од Германскиот институт. Меѓутоа, она што е навистина точно е дека без разлика на тоа како ќе заврши оваа пандемија, дали ќе има вакцина, дали треба да се фокусираме на вакцина, дали треба да се фокусираме на лек или на имунитет кој што ќе биде стекнат по принципот на колективен имунитет, односно создавање на пасивно создавање на антитела, активно создавање на антитела преку добивање на болеста на 60 до 70% од населението, без разлика на тоа кој сценарио ќе биде во прашање што ќе
не доведе до крајот на оваа пандемија, важно е да кажеме дека ова нема да биде последната пандемија. Или епидемија. Без разлика дали ќе се работи за пандемија или епидемија, вирусите се жители на оваа планета многу пред човекот. Планетава која што ние знаеме постои 4,5 милиарди години. Вирусите постојат некака половина време. Тоа ние постоиме само 6 милиони години по одредени истражувања на оваа планета. И они како жители на оваа планета, ако успеале да преживеат 100 пати повеќе од нашиот животен век како жители на оваа планета, многу е веројатно дека нема да заврши нивниот животен век со овој коронавирус и дека ќе треба да бидеме подготвени, односно да создадеме системи, не само здравствени, економски, социјални, секако вид, значи општествени системи ќе треба да бидат тие во кои што ќе бидат интегрирани сите аспекти на животот, за да можеме утре да одговориме поефикасно на следната епидемија или пандемија која што не можеме да знаеме ни од кој тип на вирус ќе ни се заканува, не мора да биде вирус, може да биде и бактерија. Знаеме каква е резистентноста денеска на бактериите кон антибиотиците. Може да биде било кој друг микробиолошки организам. И ако ние ги адаптираме нашите системи, онакви какви што денес ги знаеме, здравствени системи, тогаш на вистина не можеме секогаш да се најдеме во истата ситуација на неподготвеност во каква што бевме сега, кога се појави оваа пандемија со коронавирус. И дефинитивно ќе мораме да работиме на тоа како да ги адаптираме нашите здравствени системи, на тоа поефикасно, подобро да одговорат на евентуалните пандемии кои што ќе се случуваат во иднина. Ова е навистина една лекција која што научивме на потешкиот начин. И од неја се треба да учиме како од сопствена грешка. Најголемата грешка која што направи општеството е да дозволи да биде неподготвено во очите на пандемија како што ни се случи со коронавирусот. Така. И сега кога станува збор за вирусот, можевме да слушнеме разни теории дека вирусот е вештачки создаден, дека потекнува од Кина и така натаму. Еден од водечките светски епидемиолози, британецот Том Джеферсон, пак вели дека новиот коронавирус најверојатно не произлегол од Кина. Особено сега вели кога знаеме дека траги од вирусот се пронајдени во Шпанија во примероците од отпадните води уште во март 2019 година. Исто така укажува на бројни студии кои го потврдиле присуството на вирусот во отпадните води од Европа до Јужна Америка. Исто со постари датуми. Уште пред да се јави првиот случај на заразата во кинескиот град Вухан. Што тврди дека не значи дека произлегол ни од Шпанија. Меѓутоа, неговата теза засега не е прифатена од научната заедница и има предизвикано многу бурни реакции. Какво е вашето мислење? Знам и претпоставам дека сте читале многу вакви истражувања. Дали можеби на вистина е вештачки создаден вирусот со оглед на тоа дека како што кажавте, вие се менува, мутира, позаразен, помалку заразен, повеќе предизвикува смртни случаи, помалку и така натаму. Еве, можеме да направиме наспоредба со нашиот северен сосед со Србија. Значи, некако кај ни вирусот како да е некој поинаков тип на коронавирус од кај нас, барем според она што тие го кажуваат. Што мислите вие? Дали е вештачки создаден заради неговата ваква брза трансформација и, како да кажам, кога веќе ќе навлезе во некој следен домаќин, прави некаде многу полоши сценарија, а кај некого може би асимптоматски да помине? Искрено имам прилично студии прочитано кои што се конкретно издржани на база на докази во однос на тоа како мутираат или еволуираат вирусите кои што се вештачки создадени. Вештачките создадени вируси немаат способно заменување на своите карактеристики толку рапидно и толку силно изразени да се изразат тие карактеристики, за разлика од оние кои што се вештачки репродуцирани. Оние кои што се вештачки репродуцирани се прилично константни во карактеристиките кои што ги даваат. Со оглед на тоа што веќе разговаравме за тоа како има промена во карактеристиките на овој вирус, во поместувањето на тој баланс, тоа е една од работите која што ќе укаже на тоа дека овој вирус не е
вештачки. Јас сум еден од тоние поддржувачи на тезата дека вирусот сепак е дојден по природен пат. Така. Другите објаснувања за тоа зошто овој вирус сметам дека е природен и како стигнал во отпадните води на Шпанија, Италија, Франција, има друга теза која што ја побива тезата која што веќе ја споменавте. Коронавирусите реков дека се познати на медицинската јавност и на вирусолозите уште од 67-та година, кога е откриен првиот коронавирус и првата епидемија со коронавирус, и од тогаш наваму редовно циркулираат, посебно во области каде што имате пештери со лилјаци во кои што они наоѓаат најдобра подлога за размножување. Меѓутоа, во таквата подлога за размножување нормално не се во изразена опасност за луѓето. За да се случи тоа, тие мора да преминат на друго животно и од тоа друго животно да преминат на човек. Така се случи и со претходните два типа на коронавирус, така и во овој случај. Од 2002 година наваму, голем број на светски фондации го испитуваат движењето на коронавирусот во пештерите во Кина, особено поради тоа што таму се појави SARS-от, и се откриени преку 2000 видови на коронавируси во лилјаците кои што се испитуваат таму. Земени по принцип на крв, по принцип на земање присеви или контактна површина на која што биле лилјаците, и има голема количина на коронавирус молекули кои што не се идентични со овој коронавирус кој што го имаме сега, затоа што тој, како што кажав, не мора да премине на одреден медиум, дали тоа ќе биде змија, риба или опосум или било што друго, камила, за да може да се пренесе на човекот. Тие коронавируси циркулираат помеѓу лилјаците и нивното наоѓање во одредени отпадни води може повторно да се поврзе со движењето на луѓето од областа каде што имате веќе контаминација на одредени подрачја со коронавирус поради присуство на лилјаците, и истите да бидат сретнати во отпадните води, дали се во Шпанија, дали во Италија, дали практично не постои дел од светот кој што не е поврзан со кинескиот дел, кој што е препокриен со овие вируси, така да во отпадните води секако во светот ќе го најдете ова. Прашањето е дали имаме доволно специфични методи кои што ќе докажат дека токму се работи за SARS-CoV-2 вирус. Затоа што ние може да добиеме одредени сегменти, нуклеотиди, од РНК молекулата на коронавирусот кои што ќе се совпаднат. И тоа се вика cross-matching или крстено совпаѓање на примероците. Така. Со примероците кои што се земаат од отпадните води во Шпанија, во Италија, во Бразил, и таму да имате навистина мислење дека се работи за овој коронавирус кој што денеска циркулира помеѓу луѓето. Затоа би кажал дека треба внимателно да се разговара на таа теза. Би требало да има попрецизни податоци за тоа дали се работи за 100% утврден идентичен коронавирус кој што ќе биде изолиран во неговата целосна форма, каде што имате околу 30.000 нуклеотиди, или само ќе бидат одвоени сегменти кои што повторно ќе кажам може да дадат cross-matching, односно се работи за друг тип на коронавирус кој што во принцип знаеме, нели според она што го кажавме, дека околу 2000 коронавируси има што циркулираат помеѓу лилјаците во она област во Вухан, во Кина, каде што во областа Хубеи во Кина, каде што и првично се појави коронавирус. Сега да се вратиме повторно за состојбата кај нас, уште ова да го кажам како информација која што ја извадив, па потоа и ќе се префрлиме на оние прогнози што би било нели понатаму, дали воопшто можеме да очекуваме во август некако да се намали бројот, па повторно до октомври да букне епидемијата кај нас. Најнова информација е Институтот од САД, значи Институтот for Health Metrics and Evaluation, вели дека Македонија до ноември месечно ќе има по 400 починати од COVID-19. Според прогнозите, до 1 ноември бројот на смртни случаи од COVID-19 во земјава ќе изнесува 1629. Во октомври на дневна основа се прогнозираат во просек над 20 смртни случаи.
Ваквите податоци се добиени по анализа од досегашните случувања со коронавирусот во земјава и дневниот биланс на заболени и починати лица. Што велите вие за оваа прогноза? Искрено немам видено оваа прогноза. Ја во последниот месец дена активно следев една друга алатка која што исто така се користеше за прогнозирање на состојбата со COVID-19 во земјите кои што имаат низок и среден раст. И ние како земја со среден економски раст бевме ставени во категоријата на земји кои што навистина ќе имаат проблеми во справувањето со коронавирусот во периодот кој што следи. Таму беше направена детална анализа за бројот на, инаку се работи за алатката која што е направена од Imperial College of London. Така. И е направена со директна помош на британската влада со цел да се следи ситуацијата и да се прогнозира ситуацијата во земјите со low и middle income. И во оваа алатка беа наведени не само прогнозите, туку и капацитетите на земјите кои што им се на располагање во борбата со коронавирусот. Например, за Македонија беа ставени дека имаме на располагање 11.000 болнички кревети, дека имаме околу 500 легла за интензивна нега, дека имаме околу 150 респиратори кои што се на располагање. Беше ставен медицинскиот персонал, бројот на медицинскиот персонал, помошен медицински персонал. Практично беше изанализиран вкупниот здравствен систем. И она што беше најважно, беше направена прогноза врз основа на податоците кои што ги добивате во моментот. Таа прогноза, односно анализа, може да се менува во зависност од тоа како ќе ги менувате мерките и како ќе се однесуваат пред се оние кои што треба да ги почитуваат мерките и како ќе се однесуваат институциите кои што се надлежни за тоа да го контролираат почитувањето на мерките. Не беше сјајна прогнозата за нашата земја, особено во овој период, бидејќи тие податоци кои ги читав пред 2 недели навистина беа застрашувачки. Прогнозите беа дека денеска би требало да имаме дневно околу 50 починати како резултат на коронавирусот. А според таа прогноза во февруари 2021 година би требало да имаме вкупно 20.000 починати само во Македонија од коронавирусот. Воедно, според таа анализа во септември, односно крајот на септември, почетокот на октомври, беше наведено дека ќе бидат исполнети сите можни капацитети на болниците со пациенти кои што имаат средна до тешка симптоматологија од COVID-19. Меѓутоа, како што се движат работите, посебно во последните 15 дена, гледаме дека тоа не е случај. Дали тоа може да се должи на две работи, според мене, кои што може да бидат внатрешни и надворешни фактори. Значи, оној внатрешен фактор се однесува конкретно на вирусот, а надворешниот фактор е на она што го правиме ние како поединци или како општество, како институции за да го спречиме ширењето на коронавирус. Фактот дека нешто е случајно, сметам дека во најголем дел токму тоа се должи на овие промени на карактеристиките на коронавирус, кои што пред се влијаат во намаленоста на стапката на смртноста од коронавирусот. Не треба да заборавиме дека и здравствениот систем во овие 6 месеци континуирано учеше за тоа како подобро да ги третира случаите на COVID-19, меѓутоа значителен е падот на стапката на смртноста кој што се бележи особено во последните месеци дена, кажав, затоа што таа стапка не надминува 1% на дневно ниво. Тоа значи дека вкупниот број на случаи кои што дневно се јавуваат нови смртни случаи никогаш не се поголеми од 1%. Дали тоа укажува повторно на тоа дека вирусот ги менува своите карактеристики и ја поместува својот баланс повеќе кон линијата на инфективност, а помалку на линијата на смртност, веројатно може да се разговара и за тоа. Основна предиспозиција на еден вирус да биде опасен, како што беше опасен, и се уште е опасен, мислам дека не треба внимателно да ги разгледаме се уште овие податоци, се уште е опасен овој вирус, е да најде баланс помеѓу инфективноста и помеѓу смртноста. Таков беше балансот кој што го имаше H1N1 вирусот
вирусот на свинскиот грип, односно шпанскиот грип од 1918 година, кој што одзеде 50 милиони животи веднаш по завршувањето на Првата светска војна. За разлика од него, еболата, која што имаше висока смртност, меѓутоа баш поради тоа што имаше висока смртност, силно изразени симптоми еболните и слаб потенцијал за ширење кон околината, односно слаб инфективен потенцијал, беше брзо локализирана и немаше можност за нејзино понатамошно ширење. Односно високата смртност, која што некојаш изнесуваше 70%, беше причина за брзо изумирање на вирусот, без разлика на тоа што никогаш не се пронајде вакцина за него. Да се вратиме на она поента која што сакам да ја кажам, а тоа е дека сепак промената на внатрешните и надворешните фактори кои што влијаат на пандемијата доведува до промена на бројките. Верувам дека оние бројки кои што ја ги следев барем од Imperial College of London нема да се остварат. Не се остварија и до сега, затоа што ви кажат на 15 јули беше предвидено 50 смртни случаи, меѓутоа тоа никогаш не се ни случи. Ќе треба да се работи понатаму активно на тоа да се контролираат сите можни мерки на теренот од страна на надлежните институции, за да не ни дојде повторно некоја ситуација да мораме да се справуваме со бројки кои што ќе бидат далеку поголеми од овие што ги имаме данас. Имавме неизборна кампања. Можевме да забележиме дека навистина во текот на кампањата и се почитуваа мерките, па дури на денот на изборите. Меѓутоа, нешто што остави трага, тоа беше на денот на изборите славењето на одредени партии. Сметате ли дека ќе има кластери од славењето, нови кластери? Според она што можевте да го видите, претпоставам дека сте гледале информативни изданија. Неизбежно е, знаете како, значи секое масивно такво дружење, односно настани кои што ќе овозможат поблизок контакт на поголема маса луѓе меѓу себе, е опасност да се јави нов кластер, како што би рекле вие, впрочем да се јави ширење на заразата. Веќе е небитно дали зборуваме за кластери, дали тие кластери ќе бидат локализирани. Премногу е процесот раширен за да веќе изборуваме за кластери. Проблемот е што имаме бројки кои што некогаш дневно ги наменуваат и тоа се случи пред 2 дена, бројките од 200 новозаболени, 247, да. Меѓутоа па вчера бројка која што беше двоцифрена. Така да тие осцилации веројатно се на дневно ниво и некое охрабрување дека нема да имаме континуитет на пораст на новозаболените. Сметате дека ќе остане тука горе-доле 10 до 15% од тестираните за новозаразени во секојдневието? Многу е неблагодарно да прогнозирам. Така. Значи, јас се трудев барем во сите мои интервјуа до сега што ги имав, да не прогнозирам за тоа како ќе биде понатаму развивањето на оваа пандемија. Не постои доктор, не постои епидемиолог кој што може точно да предвиди така. Неблагодарно. Не само што не е благодарно, не постои ако сакате професор, научник кој што не сгрешил, барем еднаш, да дал некакво мислење во однос на тоа какви се предвидувањата за оваа пандемија. Па дури, земете ги сложените алгоритми на Imperial College of London, на Институтот за здравствени метрики и евалуација, кој што вие го спомнавте. И кај нив, користејќи ги сите тие сложени алгоритми, кои што се базираат на податоци кои што се собирани во претходните 6 месеци, може да има грешка во бројките кои што ќе ги предвидите за 2 до 3 месеци. Аз збориме за машини кои што се во можност да процесираат голем број на податоци. Така. Тоа кај човекот вие поделено со 1000. Значи, таму имате помножено со 1000 број на информација, дека имате поделено со 1000. И не верувам дека постои човек, научник, професор кој што се занимава со оваа материја, а не сгрешил во однос на предвидувањето. Искрено тоа се креирања на наши креирања, или како стручни лица, па дури како луѓе кои што се упатени во материјата. Збориме за оние кои што не се стручни лица, не се епидемиолози, не се доктори.
кои што предвидуваат уште колку време ќе трае оваа ситуација во која што ќе се наоѓаме. Меѓутоа тоа е психолошки феномен. Луѓето сакаат да излезат од оваа несигурност и сакаат да предвидат некоја сигурна иднина во која што ќе знаат точно што ќе се случува. И во ретото не е ништо спорно. Меѓутоа, најубаво во овој период, наместо да правиме предвидувања кога ќе заврши пандемијата. Ја ако ви кажам дека оваа пандемија според мене ќе заврши во ноември месец, може би ќе бидам во право, а може би ќе погрешам. Меѓутоа тоа ќе биде пред се на оние мои информации кои што ги има 1000 пати помалку од алгоритамот на кој што го има во компјутерот на Imperial College of London. И не верувам дека ќе победам. Меѓутоа, предвидувањата дека во ноември ова ќе се заврши, без разлика дали ќе се работи на тоа да е добиена вакцина во ноември, дали ќе биде добиен лек или ќе се дадеме колективен имунитет, што е многу тешко да се случи, самото предвидување кај луѓето предизвикува одредена сигурност. И наместо сега во овој момент да се фокусираме на тоа, да ја предвидиме сигурноста во однос на коронавирус, би требало да се фокусираме на тоа да се ја предвидиме, да си ги предвидиме работите во останатите сфери на нашиот живот. И препорачливо е, значи од психолошки аспект, препорачливо е сите луѓе денеска кои што навистина чувствуваат вознемиреност поради несигурноста од постоењето на коронавирусот и тоа колку долго ќе трае, да си создадат свет во кој што предвидливо, точно со распоред ќе знаат што ќе направат овој ден, што ќе направат овој месец, што ќе направат за 5 месеци, кои се нивните цели и да си направат план согласно кој ќе ги остваруваат истите. На тој начин ќе се дефокусираат од она да бидат оптеретени со предвидувањата кои што и така се несигурни за коронавирус. Една од големите проблеми кои што се јавува во однос на тие предвидувања е несигурноста која што се создава кај системите или кај поединците поради тоа што одредена анализа ќе биде погрешна. Нема да му верувате повторно на одреден систем, дури јас го земам сега со резерва, која ќе го отворам Imperial College of London и која ќе ги видам предвидувањата за наредните 3 месеци. Сметам дека тој алгоритам не е во ред и дека може би треба да се промени. Истото и со поединците. Имате одредена личност која што навистина има кредибилитет, има своја историја која што има изградена во одредена област, епидемиолог, вирусолог, доктор од областа на јавното здравје, кои што ќе ви кажат, да, овој вирус ќе го снема за 15 дни. И после тоа ќе се случи навистина вирусот. Да не го снема за 15. Туку напротив, може состојбата и да се влоши. Ќе го изгубите кредибилитетот, довербата на луѓето и во институциите, и во поединците, и во системот, и на тој начин само ќе дојдеме до ситуација да имаме нешто што е навик слично на она што се случува денеска во Србија. А во Србија знаеме дека има немири кои што се водат пред се поради тоа што одредени мерки кои што се уште единствените мерки што можат да бидат ефикасни против оваа пандемија на коронавирусот, веќе не се прифатливи поради тоа што луѓето ги изгубиле својата доверба во институциите. Нешто што можеме пак да го кажеме како позитивно, позитивно во однос на нашите здравствени власти, дека навистина беа транспарентни и дури и кога се планираа избори, тие не ги крија, бројките ги кажуваа транспарентно, такви какви што беа напочинати, па дури и постмортем тестовите, кои што не знам дали воопшто некој друг ги практикува во другите земји, нели, за да се брои во смртните случаи од COVID-19. Доктор Злата, како да живееме? Како вие кажавте да се фокусираме на денес, сутре, блиска иднина, месец дена, што да правиме некако да се тргнеме. Меѓутоа, треба некако една порака до сите оние кои што не следат до нашите граѓани дека навистина треба да ги почитуваат мерките. Професор Даниловски пред вчера или завчера имаше едно интервју, вели, ако сите носиме маски, ако ги почитуваме мерките онака како што се пропишани, тогаш многу брзо вирусот ќе го снема. И се испостави дека е така практично, што во оние земји каде што граѓаните беа подисциплинирани, вирусот нема толку голем замав. За разлика од оние земји каде што граѓаните навистина повеќето, како да кажам, не го сваќаат сериозно. Веројатно е точно тоа дека почитувањето на мерките ќе ја ублажи пандемијата. Не верувам дека ќе биде тоа толку радикално, почитувајќи го ова
тројно правило, односно одржувањето на дистанца, носењето на маски, одржувањето на лична хигиена, односно мењето на рацете, да биде основата, врз основа на која, доколку 100% се почитува да коронавирусот исчезне за 14 дена. Многу повеќе фактори се во прашање, а пред се, ја мислам дека тука не треба се заборави и на индивидуалните карактеристики. Секој поединец е различен сам за себе. Не можете да кажете тоа. Тоа исто како да кажете денес како сите престанеме да правиме дела кои што се забранети со закон, од утре нема да има воопшто потреба за процесуирање, за судови, за адвокати или за било што. Што е практично невозможно. Не постои можност 100% од населението да ги почитува овие мерки. И затоа тој мал број на луѓе кои што нема да го почитуваат, најчесто ќе бидат онаа влезна врата за вирусот во нашето општество и на тој начин вирусот ќе опстане во општеството. Најверојатно она можност која што ја гледам јас и која што вирусолозите во светот често ја коментираат, дека коронавирусите имаат способност, тоест нивна лоша карактеристика за нив, а за нас добра, е одеднаш магично да ги снемува. И почитувањето на мерките е нешто што може да ни помогне да ги заштитиме оние што ни се најсакани, најблиски, па дури без разлика тука и општествената одговорност да бидеме солидарни кон сите оние кои што имаат пропратни болести, кои што оваа болест навистина ќе има ќе остави сериозни последици. Така. Меѓутоа во однос на тоа дали носењето на маски ќе го само носењето на маски ќе ни овозможи да го уништиме коронавирусот за 14 дни. Искрено сметам дека тоа е практично невозможно. Така. Напротив, историски со искуството не е докажано дека маските се тие кои што ја спречиле пандемијата во 1918 година, туку дека карантините кои што биле спроведени во одредени области биле тие кои што ја спречиле пандемијата. И имаше примери, примерот на Сент Луис и Калифорнија, компаративен пример каде што Сент Луис воведува карантински мерки, а Калифорнија не го воведува. И во Калифорнија имате во одреден момент, мислам дека беше еден од месеците јули или август, негде колку 10 пати повеќе заболени од тие што ги имате во Сент Луис. И тоа е начинот да се реши проблемот со контролата на коронавирусот и неговото ширење. И вака некако како за крај, бидејќи немаме уште многу време, очигледно дека нашиот главен град е најголемото жариште, што е и нормално бидејќи нели имаме многу населеност, многу жители. Мислам дека во помалите градови да има поголем број заболени, побрзо може да се справат со тој проблем отколку во главниот град. Сметате ли дека е потребно, еве ако продолжи вака трендот па и да има зголемување на бројките, дека во главниот град треба да се преземат некои поконкретни мерки, па дури и да се воведе така речено полициски час? Или да се остави како што е вака досега? Сега во овие моменти, со оглед на тоа што нема оптеретување на здравствениот систем, можеме да кажеме дека состојбата е релативно стабилна. Бројките на вистина не укажуваат на тоа дека состојбата е под контрола, меѓутоа се додека здравствениот систем успева да ги стави под контрола, така, односно не е преоптеретен, не е напрегнат здравствениот систем за да може да ги контролира сите оние и да ги акцептира сите оние кои што се заболени со COVID-19, мислам дека ќе видиме во релативно стабилна состојба. Во моментот кога ќе почне да колабира здравствениот систем, а тоа не е само прашање на бројот на пациенти, туку и на способноста на здравствените работници, односно нивниот капацитет се уште да бидат 24 часа секој дневно на своите работни места, без при тоа да имаат одмор и постојано да бидат оптеретени со нов број на заболени на коронавирус, е исто еден од битните фактори кои што треба да се земе во предвид. Земајќи ги во предвид овие два фактори, можеме да кажеме дека сега состојбата е под контрола. Ако состојбата излезе надвор од контрола, да, еден од единствените механизми кои што ни преостануваат е ограничување на движењето. Дали тоа треба да се направи со полициски час? Дали треба да се отиде со некоја поинвентивна метода, каква што имаше во
околните земји, мислам дека во Грција беше добар пример за тоа како е решена рестрикцијата на движењето. Може би тоа треба да се разгледа, затоа што применувањето на истиот принцип во случаи кога ги оставате граѓаните да бидат одговорни за мерките кои што ги имплементирате, видовме што доведе во одредени случаи. И тогаш ги имавме едни од најголемите пикови, односно отстапувања од нормалната бројка на ново заболени. Јас сепак би кажал дека ќе треба здравствените власти да работат на поиновативни решенија за тоа како да се контролира движењето на граѓаните, да се направи одредена рестрикција на движењето, а при тоа да не се воведат класичните, стандардните карантински мерки кои што беа воведувани во периодот пред 25 мај 2020 година, затоа што сметам повторно дека психолошката состојба денеска укажува на тоа дека одредени мерки кои што на тој начин беа проследени така како што сите знаеме дека беа проследени, односно дека за нив немаше одредени казнени мерки или реперкусии по однос на граѓаните кои што не ги почитуваа, кај оние граѓани кои што ги почитуваа мерките ќе предизвика револт. И треба да се внимава кога во иднина ќе се бара решение за тоа како да се ограничи движењето на граѓаните. Сметам иновативните мерки дека ќе дадат позитивен резултат. Класичните ограничување на движење како што ги имавме во периодот пред мај месец, пред 25 мај 2020 година, сметам дека ќе бидат дури и контрапродуктивни. Так. Тука сме некаде на крајот, доктор Злата, вие претходно во разговорот кажавте според она, нели, не мора да значи дека ќе биде точно. Јас посакувам, дај Боже да биде така, нели, дека можеби до крајот на ноември ќе го снема коронавирусот, така рековте, нели. Меѓутоа да потенцираме дека тоа не значи дека треба ние сега да сметаме дека вирусот навистина ќе го снема, меѓутоа треба да научиме да живееме како што и посочуваат здравствените власти дека вирусот е тука и дека како што кажавте и вие сега веќе нема кластери, туку можеме и треба да се однесуваме како да секој што го среќаваме е асимптоматски и заразен, така, потенцијално заразен. Ви благодарам многу за денешниот разговор. Ми се чини дека многу информации доставивме, опфативме некако се, дури она што како размислување, како истражување го имаат и надвор, многу врвни инфектолози и епидемиолози. Да се надеваме и посакуваме дека оваа епидемија што побрзо ќе се смири и ќе почнеме нормално да живееме, ако не тогаш да се прилагодиме, како што кажавте, оние правила кои што ги посочивте, да се фокусираме на некои наши цели и некако да го избегнеме стресот кој што секојдневно нели не демне во однос на оваа пандемија. Благодарам многу, доктор Злата. И основно за да не го забораваме се додека секојдневно ги следиме вестите и на нив ќе видите дека има заболени макар и 10 луѓе кои што се ново заболени од COVID-19. Да не се опуштаме. Почитувајте ги мерките кои што се на сила. Така, како што кажав. Ви благодарам многу, ви посакувам да се чувате, да имате добро здравје и повторно се слушаме во некое следно издание. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам исто и на вас. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вниманието. Секако останете во добро здравје, чувајте го своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.